Разочарани тутунари од нереалната проценка и по стартот на официјалната откупна кампања на пунктовите. Ваквите констатации ги потврди првиот човек на Сојузот на тутунските здруженија во Македонија, според кој со цени кои ги покриваат само трошоците, до година тутунопроизводството рапидно би се намалило. Јас не верувам дека 2014 година дека ќе имаме ние 25.000 тони тутун. Не верувам. Со оваква просечна цена која не може да ни ги покрие само трошоците, никој не оди да засади тутун. Секој ќе бара да биде социјален случај на оваа држава. Со ниска проценка, буквално 160-170 во зависност од фирма до фирма, ригорозна, клекнати тутунари на колена, значи сето она што сте вложило во текот на цела година, не можеме со оваа просечна цена сега моментално што имаме да излеземе на крај. Единствено утеха наша што останува, оние субвенции што владата на Република Македонија ни дава од 60 денари. Милевски со препорака до тутунарите, чиј род е проценет под реалната класа, да не го враќаат тутунот дома, туку да инсистираат на проценка од второстепената комисија со цел трудот да им биде реално вреднуван. Единствено оружје што можеме да се спротивставиме на овие откупувачи кои сакаат да ни го подкраднат тутунот, трудот, маката, потта што не вложиле цела година, ги повикувам производителите. Нека оставаат спорни бали што мислат дека му се испод класа проценати, па нека се замисли компанијата која државниот инспекторат ќе делува, а и веќе ме на терен делува во таа работа. Нека се казнат тие компании, па да видиме дали понатаки ќе почнат. А ако не го направиме ние како производители, да оставаме спорни бали овие, значи оваа година, можам да кажам дека е најтешка. Можеби е како резултат на зголемување на тутунот што е во Турција од 20 на 90 милиони килограми тутун, меѓутоа ние си имаме со овие компании цврсти договори, цени во договорите, имаме подпишано мостри. Значи, тие буквално нити по мострите ценат, не смеат да даат нивниот изговор единствен е. Не можам прва да давам, ќе ме избркаат од работа. Додека тие тоа го размислуваат, ние го размислуваме на овој начин. Само со оставање на спорни бали, ние ќе ги избркаме од работа ако треба. Според Милевски, само 2-3 откупни компании вршат реална проценка на тутунот од десетината што преземаат тутун во Пелагонискиот регион.